Здраво на сите и добро дојдовте во последната епизода од Гласот на младите херои од Куманово. Денес со нас е Мартин Крстич, представник на младите од општина Куманово и активист која води иницијативата Локален совет на млади во Куманово, иницијатива што има потенцијал да стане глас на младите во локалното одлучување. Мартин, добро ми дојдовте и за почеток да ни кажете некои кратки црти или зборови за вашето одисување. Благодарам Енвер, добро ве најдов. Мартин Крстич е всушност вработен во општина Куманово, кога се изгласа законот за младинско учество и младински политики, општина Куманово требаше да назначи службеник за млади и од 2021 година од мај јас сум тој службеник назначен од општина Куманово, всушност човекот кој е мост помеѓу младите луѓе во нашиот град и институциите кои раководат и работат на територија на општина Куманово. Како започна иницијативата Локален совет за млади од Куманово? Кој беше проблемот што сакавте да го решите и до каде е процесот, затоа што гледаме многу сте активни во последно време. Тоа објавено, повикот во веб страната на општината и во различни социјални мрежи, така да младите мислам дека се заинтересирани за оваа тема. Иницијативата Локално собрание и Локален совет за млади во општина Куманово, многу политичари сака да прикажа дека тоа е нивна иницијатива, таа всушност произлезе од Законот за младинско учество и младински политики. Ние како општина Куманово, покрај другите алатки за млади кои ги направивме, како младински центар, канцеларија за млади, поставување на службеник за млади, направивме стратегија за млади и требаше да направиме и локален младински совет. Сакаме да ги вклучиме младите да бидат поактивни учесници во процесите на донесување на одлуки на локално ниво и мислам дека со ова креирање на ова локално собрание на млади и на самиот локален младински совет, гласот на младите и како ќе се слушне на Советот на општина Куманово и мислам дека ќе имаме поголема реализација на идеи и иницијативи кои доаѓаат од млад човек. Кога сме која оваа иницијатива ме интересира, дали е завршено пријавувањето, мислам дека при крај беше повикот, како што јас памтам, ви имате подобри информации за тоа и колку млади се пријавија, дали има доволен број на млади потребни за да се формира овој совет. Може би бројката колку е планирана и тоа да ни кажете. Да. Ќе се навратам малку наназад. Самиот процес започнува со креирање на иницијативен одбор, кој броеше 7 членови, исто така изберен на транспарентен начин преку јавен повик. Иницијативниот одбор заедно со службеникот за млади направивме јавен повик за членство во локалното собрание за млади. Тука се бираат делегати и заменици делегати кои подоцна ќе дадат глас за кој ќе стане член во локалниот младински совет. Со бројки располагаме со многу добра бројка во собранието за млади. Дали ќе биде како што е советот на општина Куманово, 31 или? Потешко ќе биде да станеш член во локален младински совет отколку во советот на општина Куманово. Има 26 делегати и 26 заменици делегати кои ќе го дадат својот глас, а советот ќе брои 9 членови. Одлично. Кога се очекува конституирање на советот за млади и кои се следните чекори? Следни чекори се јавен повик за членство во локален младински совет за луѓето кои ќе станат младински советници. Првин да кажам дека локалниот младински совет е и текакво битно тело за младите. Тие ќе можат на седница на совет да предложат точка на дневен ред, доколку биде изгласана од страна на советниците, таа ќе стане дел од дневниот ред и доколку биде изгласана, општината ќе мора таа иницијатива, таа идеја да ја изреализира. Дали можат истите и да учествуваат во седниците, да? Да. Локалниот младински совет назначува претседател и заменик. Претседателот тоа ми беше следното прашање. Може да учествува, да присуствува на совет на општина Куманово и може да предлага точки на дневен ред. Што значи ова за младите? Дали младите со ова конечно ќе добиват формален глас, ќе добиват сила, нивните идеи ќе се слушат во советот на општина Куманово? Така, тие своите идеи, предлог, иницијативи, проекти, предлог, одлуки ќе ги предлагаат на дневен ред на општина Куманово и тогаш ќе видиме дали
возрастните, односно Советот на општина Куманово и институциите, дали го слушаат реално гласот на младите. Да, Затоа е многу битно да го направиме ова Затоа што дело. цело време слушаме, да кажеме, постарите, повозрастните, да, дека се фала, дека се за да ги унапредат младите, па да видиме што ќе се случи во Така, да не остане само Да, обеќање во... да, едно во- празно ветување, да. А кои се главните задачи на локалниот совет? Дали тие ќе предлагат до општината, предлози, младински политики, иницијативи, да. Дали ќе можат директно да предлагат идеи, решенија, да тоа вие го кажавте, така? Да, ќе можат директно на совет да предлагаат, но сите тие точки кои ќе бидат предложени, значи предлог одлука ќе треба да биде спремна на документ, значи ќе треба младите и да се потрудат нели да изготват некои документи. Исто така, локалниот младински совет ќе работи согласно програмата, односно ако ќе си направи своја програма за работа и исто така согласно локалната стратегија за млади која сега ја направивме, ќе направиме нови акцијски планови во кои ќе се предвидат активностите и на локалниот младински совет. Значи, кои се првите приоритети што ги гледате? Дали ќе има еден посебен простор за млади, за култура, за спортување? Затоа што јас, како што ја читав и значи, во ЕНР, значи, новите измени што ќе бидат во закон за здружени и фондации, дека и општините и другите институции треба да им овозможат на младите и некој таков простор. Така да мислам, слушам одамна имаше една иницијатива, бидејќи сум дел од невладиниот сектор во Куманово, дека ќе има некој поголем простор каде што младите можат да го извршат значи своето действување како активисти, да, или невладини организации. Така, простор кој локалниот младински совет ќе може да го користи е исто така и канцеларијата за млади, Така. која е опремена со опрема нели ќе им треба за изготвување на документи и за состаноци. Мислам дека се зборуваше за поголема некоја. Да, се зборуваше за на градскиот базен, за креирање така на беше, да. младински хаб. Не да. знам докаде е процесот, треба да се изготви проект нели за самиот простор како ќе се направи и слично, но исто така младите додека нели не се обезбеди таков простор може да го користат за најчискиот дом, може да ги користат Да, салите во комитет, може во хотел Солун. Општина Куманово е една од значи можеби првите општини што им овозможува на младите многу такви простори каде што бесплатно може да ги организираат и своите настани. Но мислам дека како иницијатива се спомнуваше, така да ми беше конкретно да ве прашам затоа што сте во текст со ова работа, да. Што е со вработувањата на младите или учество во одлучување? Значи, дали младите се вработени колку што треба во општина Куманово и да кажеме и во целата држава, значи не е само во општина Куманово. Па за целата држава не знам како можам да одговорам, но во општина Куманово во последниве години колеги што ги добивам нели на работа по сектори се млади луѓе кои сакаат да останат тука и еве на пример тоа е моето мото, јас сакам нешто да оставиме тука во градот, да направиме и тој 1% што ќе го промениме нели на работа, ако е нели 1%, сакам да останам тука да живеам и да го направиме ова место подобро за живење за нас, за тие млади луѓе што сакаат тука да останат во државата. Така. Колку општина Куманово значи ги поддржува ваквите иницијативи? Дали има институционална поддршка како буџет, простор, кажавте дека има простор? Дали младите ќе добијат значи поддршка од општината и колку е важно тие да бидат вклучени во одлучувањето? Па општина Куманово издвојува буџет за млади, посебна ставка во буџетот. Тоа не е огромна цифра, но со тој буџет се финансира работата на младинскиот центар во општина Куманово. Со тие пари исто така се изготви стратегијата, функционирање на канцеларија за млади и исто така овој локален младински совет ќе има некој мал буџет за одржување на нивни седници, за состаноци и така натаму, што се однесува до... Дали е предвиден, пример, некој повик само за млади да има, каде што
општината би го финансирала, затоа што гледам има други повици во други полиња. Со овој закон локалниот младински совет не е замислен да функционира така. Можеби ќе започне да се активира и во иднина да има и нормално и законот секојдневно правиме состаноци со разни организации да се менува законот, да се систематизира работно место службеник за млади, за следната стратегија која ќе се изготвува што како, но јас сум запознаен дека општина Куманово преку сектор за култура секоја година има јавен повик и сето тоа е транспарентно, каде што можат организации да се пријават. И ги поддржува младите, за културни манифестации или спортски манифестации и така натаму. Како ја гледаш младината во Куманово денес? Дали се тие активни и дали има надеж, за нашата младина? Па секако дека има надеж, би издвоил дека можеби младите од средните училишта се многу поактивни од повозрастните млади кои се на факултети и така натаму. Младинскиот центар, огромен број на млади луѓе поминуваат таму, има активности можеби 5 дена од 7 дена во неделата. Јас ги добивам сите тие покани и кога можам присуствувам да видам до кај е работата и како работи сертифицираниот младински работник во младинскиот центар. Би кажал дека средните училишта, баш младите од средни училишта се баш активни, но повозрастните можеби се малку попасивни, но секако дека има надеж поголем број да се активираат млади луѓе. Така е. А што е најголемата пречка кај млад човек да се вклучи во вакви иницијативи? Ова би било и како ваше последно како порака. Ова е недовербата, апатијата, немање простор, поддршка и која би била ваша порака до младите од Куманово? Најголема пречка за млад човек, еве ќе тргнам и од мене, е недовербата во институциите и секојдневно имаме се нови и нови настани кои се повеќе ствараат недоверба на младиот човек во институциите. Може да биде можеби да се внесат посебни квоти, пример при избор на советници и на пратеници, затоа што цело време се зборува за младите, а во практика тоа некако не се гледа. Оно уствари практика е за избори да се зборува, а после младиот човек никаде да го нема, но не можеме ние младите да чекаме дека некој ќе ни донесе се на тацна и дека сам ќе ни ги исполни нашите желби. Мислам дека не ги ни знаат кои се потребите на реалните потреби на младиот човек, но јас што би можел да кажам, ова нека биде моја порака. Првин за локалниот младински совет ги поканувам сите организации, политички подмладоци да земат учество. Еве помина процесот за собранието, но можат да предложат член, односно советник во локалниот младински совет, кој можеби ќе биде изгласан од страна на собранието. Не може, например, да промениме една работа и да го оправиме нашето општество. Мислам дека младиот човек сака во повеќе области истовремено да се развиваме, затоа што младиот човек не се споредува со Скопје и со Битола, тој се споредува со некој град во Германија, Австрија и така натаму, и не сака да има еден базен во кој може да плива, сака да има два. И мислам дека најголем проблем за задржување на младиот човек тука кај нас во државата е нефункционирање на системот и мислам дека таа недоверба што ја кажав пред малку, ако се зголеми на поголемо, мислам, ако се зголеми процесот на доверба на младиот човек во институциите, и како ќе сака да останат тука, затоа што никој во Европа не ги чека да бидат директори и доктори, туку да возат камиони и да работат во старечки дом. Така да мислам дека треба да се вклучат активно во процесите на донесување на одлуки, да не чекаат некој друг да им направи промена, туку промената започнува од самите нас. Доколку ние направиме некоја промена во општеството, ќе направи друг човек, така да тој 1% нема да биде 1, туку ќе се зголеми и секој сака да има подобар живот, тука да се потрудиме да го направиме нашето општество поубаво,
тоа е онакво какво што им се допаѓа на младите луѓе. А на крај, Мартин, ти благодарам што беше дел од последната епизода на проектот Гласот на младите ерои од Куманово, финансирано од Министерство за социјални политики и демографија и млади. Денес слушавме дека младите не се проблем, туку се решение, кога се дава простор, доверба и можност да одлучуваат. Локалниот совет на млади во Куманово, значи, и како, значи, ќе биде гласот на младите и нивните иницијативи. Фала и значи, затоа што бевте дел од ова последна серија. Продолжете да верувате и да се вклучите и да создавате промени, затоа што гласот на младите е иднината. Се гледаме со нови и проекти и нови идеи во иднина. Ви благодарам и се слушаме.